Meteo, Велес. Метео Велес 5. октомври, вторник 2021 година. Веќе во наредните денови многу пати најавивме дека ќе има доста врнежи. Како на Балканот веќе ги има многу поплави и нестабилно време, невреме. Ќе има и во Македонија. Нема да одмине и Македонија, можеби не е толку силно. Значи, постепено гледаме дека ќе навлегува нестабилно време. Зелената боја знаеме појаки врнежи, сината боја послаби врнежи, жолтата, кафената боја уште појаки врнежи. Одиме постепено, значи малку да забрзаме. Бидејќи видеото ќе биде долго. Значи во северните, северо-западните делови ќе има доста изразени нестабилности, врнежи. Југоистокот од државата, западните делови реков, значи Тетовско, Кумановско, Скопско, Охридско, Битолско, околу Кожовскиот регион, гледаме дека има и кафени црвенкаста боја, значи ќе има доста изразено нестабилно време, кратки поројни врнежи од дожд, некаде ќе има и поплавувања на оние субодолици, ќе обяснам малку покасно за тоа. Гледаме дека има и југоистокот, односно југозападот, доста ќе има врнежи. Дебарско, Охридско, Преспанскиот регион, потоа врнежи ќе има и во централните делови, нешто од Демир Капинско, Кавадаречко и Велешкиот регион, па надоле према југ, истокот, гледаме Беровско, Струмичко, Радовишко и така натаму. Значи постепено врнежите потоа ќе преминуваат кон истокот. Сабота и недела, значи ќе има врнежи, но ќе бидат со прекини. Гледаме дека има и бели точки горе, тоа значи дека на Шар планина поради ниските температури можно е да има и појава на снег. Значи тоа е Скопска, Црна Гора, потоа Солунска глава, Шар планина и така натаму. Такво време, значи до и понеделник. А сега да видиме понатаму што друго би кажале за оваа временска прогноза на Метео Велес. Кој реков, видеото ќе биде подолго. Што се однесува до наврнатиот дожд во Република Македонија во литри, постепено, значи, скоро секој ден ќе има некаде околу 20 на 30 па и 40 на литри во еден талот, некаде дока и сабота. Недела, гледаме дека постепено од ден во ден се повеќе и повеќе литражата ќе се зголемува во западните делови, потоа во југо-западните делови, јужните делови од државава, ќе се зголемува литражата. Гледаме постепено повеќе и повеќе ќе има врнежи од дожд, 50, 60, па ќе се зголеми на 70, па и 80 литри на метар квадратен. И кој ќе се собери, значи, некаде до крајот на следната недела, значи, може да има и близу 100 литри на метар квадратен дожд. Гледаме веќе 70, 78, 80 литри, значи, можно е некаде и над 80-100 литри вкупно да наваре. Значи, уште нешто повторно, тоа не значи за еден ден, туку вкупно на секој наредни 24 часа, а вакво време би потребало некаде до и понеделник, вторник. Најмногу дожд очекува, значи четврток, па петок, потоа сабота, недела, понеделник. Ќе има и сончеви периоди, но ќе има и врнежи од дожд. Прво, северните, северо-западните, западните, југо-западните, потоа во јужните, па ќе се префрли во југо-истокот, истокот и во централните делови. Значи, скоро на секаде во државата би имало врнежи од дожд и поголемо количество на дожд. Треба да се внимава на оние суводолици, каде што немало вода, најнаш ќе најдојде вода, ќе дојде до поплавување, ќе дојде и до зголемување на речните корита, и на Вардар, и на Брегалница, и на Црна река, и на Бабона, и на Тополка. Треба да се внимава. Од Чинја од озгора, исто така ќе најдојде водотек со зголемо количество на вода. Тако ќе биде времето. По време ќе има локални и нестабилни процеси на повеќе места во државава, можно и појава на град, појава на
умерен до засилен понекаде и силен ветер, повремено ќе биде. Значи, ете такво ќе биде времето во Македонија во следниве неколку дена. Почнувајќи некаде од среда ноќните часови, поизражено во четврток, потоа и во петок, и сабота, и недела, и понеделник, некаде до кај вторник. Ќе има и сончеви периоди, меѓутоа тоа ќе бидат поретки, повеќе за викендот ќе има. Температурите ќе бидат доста ниски. Еве ќе погледнеме и какви би биле максималните температури во државава. Еве какви би били температурите. Некаде, значи, во текот на утрешниот ден, температурите би се движеле помеѓу 20, 18, 17, 19, нешто и на 20, 21, 22 степени на југото од државава. Веќе во четврток температурите ќе паднат доста ниски. Гледаме дека ќе бидат, еве, долж по Вардаријето, ајде да не погледнеме понастрана колку пониски ќе бидат, зборам за максималните дневни температури, 14, 13, 15, 16, 17, 18, петок ќе бидат уште пониски, 15, 14 степени. Значи, доста ниски температури. На моменти температурите, на моменти велам, ќе се симнат и доке и 10-тиот, 11-тиот, 12-тиот степен во текот на денот. Утринските и дневните температури нема да има голема разлика. Ете такво време се очекува во текот на следните денови, односно, реков, од кај четврток па некаде до кај понеделник, вторник. Ниски температури, доста дожд, обилни врнежи, ги има долж Јадранската ривиера, ги има и во Италија, многу дожд, невреме, во Албанија исто така ќе има силно невреме, во Грција исто така ќе има силно невреме, некаде помеѓу 8 и 9, што би рекол, не де Боже, краците би ги однал таму. Ќе има невреме и во Македонија. На некои места треба да сте внимавано отворено, ќе има и многу дожд. Некаде може би ќе има малку дожд, некаде ќе има повеќе дожд, но на некои места може да иде и многу да заврне. Значи, реков, некаде и над 80-100 литри на метар квадратен. Купно за неколку дена. Толку од Метео Велес. Бидете навремено информирани со Метео Велес.